За разлика од претходните години, годинава побарувачката и понудата на овци за празникот Курбан Бајрам е сведена на минимум. Сточарите велат дека за овој празник се продавали и по 5000 овци, а денес на пазарот едва да има 500 овци за продажба. Купувачи речиси да нема. Ова е резултат на состојбите со сивниот јазик, сметаат сточарите, но како што велат самите, поседуваат валидни документи со кои се докажува дека нивните стада се здрави. Ми имамо право, имамо документ, имамо за тоа. Сме зели од доктори сме во ветеринар. Немамо тоа, немамо проблеми, ништо не. Од ветеринарска дека со здравен. Изволте, можеш да го снимаш. Имате ли купци? Имат. Као имат. Се плашат ли од болеста син јазик? Се плашат зашто има некои зборат, треба да зборат само ветеринарите што знаат, а не другите што не разбират ништо. Има проблеми со ови што јавлят дека е болесно на овците. Па нису болести, никако нема болест овде, никој нема, не само моје, не видиме болен овци овде. Ти вика дека е болен. Треба да лекарско, има лекарско све. Има. Не да се бара тој пари, да се дава 120 евра. Зашто да се даде 120 евра? Кога е тој верски треба да се колит курбан, треба да се колит, не да се даде пари. Ти што сака да дават пари, то за себе се дава пари, за сиромашни дова е курбан. Наша вера треба да го сечет курбан, као што треба човекот да го види курбан сам. Не други да колят, ти да седиш дома. Која цена се продаваат овците? Од 110, 120, 100, зависи овца. Имате ли купци? Слабо. Дали се плашат од заразата? Се плашат. А вие имате одобрение од ветеринарна? Според традицијата, за Курбан Бајрам побогатите семејства колат курбан. За себе задржуваат минимален дел, додека остатокот го даваат на сиромашните.